Црвен крст на град Скопје отсекогаш работи со донирање на облека. Копче е социјално претпријатие кое што функционира во рамките на Црвен крст и постои веќе 3 години. Ова е место каде што се овозможува граѓаните да донираат облека, а исто така истата можат и да ја купат. Освен тоа што можат да ја купат, граѓаните можат и бесплатно да ја добијат облеката. Во Копче се грижиме да го сочуваме достоинството на сите луѓе кои што сакаат да си купат облека по доста пониски и пристапни цени. За лицата во социјален ризик имаме пункт за облека каде што бесплатно ја добиваат облеката. Работејќи како социјално претпријатие, средствата остварени во Копче се наменети за понатамошно помагање на активностите на другите активности во Црвениот крст, на лицата во пунктот за бездомници, на самохраните родители и други лица кои што се во социјален ризик. Она што го работиме тука во Копче, на секое парче облека му даваме втор живот, подаруваме приказна и подаруваме насмевки. Облеката што граѓаните ја донираат, внимателно се вади од контейнерите и она што нормално пристига во Копче како донација, а потоа истата облека, наредена овака на маса, се класифицира и се дели на неколку категории на лица и граѓани и лица во ризик. Еве вака, ова се бездомниците, овде делиме за социјала, овде делиме, ова е за болницата Бардовци. Нашата колешка Весна ќе ги провери сите парчиња гардероба кои што се донирани, дали на некое парче му треба преправка, не треба преправка. И нормално, ова овде што сето го гледате наредено е нешто што веќе е определено да оди на продажба, а дел од нашите вреки кои што се уредно спакувани, издиплени,
се веќе спремни и чека транспорт да бидат распоредени онаму каде што се намерени да отидат до крајните корисници. Прво задача ни е да ги поправиме облеките, за да ги оспособиме за повторно користење. Тоа го обавуваме со шиење, со рачна изработка, со доплетување, со некои естетски дотатоци, за тоа после да оди во копче и полесно да се даде. Повеќе години волонтирам, среќна сум за тоа што помагам, поготово на овој колектив кој што сум многу задоволна. Се трудиме и гледаме максимално да бидеме прецизни во тоа што го работиме, затоа што иако тие лица во ризик навистина можеби ова е секонд хенд облека, но навистина се трудиме тоа да биде исправно, чисто, уредно, за да нели корисниците можат тоа да го искористат, па дури и подоцна тие самите да го донираат онаму каде што сметаат дека е потребно. Како јас и уште многу граѓани може да се пријават и да волонтираат и да дадат свој допринос. Дали тоа ќе биде со донирање на облека, дали тоа ќе биде со поминати неколку часови како волонтер во селекција на облека, дали во Копче. Навистина, Копче како социјално предпријатие има широка палета на тоа што може да го понуди на граѓаните, не само продажбата, не само значи давање гардероба на крајните корисници. Отука и мојот апел. Повелете и навистина дадете свој допринос во заедницата. Особено ми е драго што сум, еве да речем, еден активист во донирањето на облеката, бидејќи јас сум поранешен студент на Институтот за етнологија. Конкретно во денешниот случај донирам облека од мојата ќерка. Ова фустанче она го носеше на незината крштевка и од посебно значење за мене и би сакала ова фустанче да донесе радост на некое друго дете. Со оваа моја иницијатива ќе поттикнувам и другите граѓани на нашава држава да донираат облека која што сметаат дека не можат веќе да употребуваат, а ќе се најде и ќе донесе радост за некое дете или за некое семејство. Често доаѓам во Копче, ми се допаѓа овој концепт и ја поддржувам целата оваа работа и работата на Црвениот крст, со тоа што сите средства ќе бидат употребени за социјално рандливите групи. Со реупотреба на облеката и нејзино користење, носење, внимаваме и се грижиме за нашата планета Земја.